Страв во очите на пациентите и нивните најблиски. Желба за борба, но и голема неизвестност, што ќе им донесе лекувањето во македонските болници. Разочараноста и загриженоста се чувствуваат на секој чекор на клиниката за онкологија. Неколку дена по скандалот со кражбата на лекови, кои подоцна се препродавале на црниот пазар, болните стравуваат за своите животи и се прашуваат дали ќе ја добијат вистинската терапија. Велат дека единствено им останува надежта. Дали мислите дека некој ќе одговара? Па би требало да одговара, пошто овде се работи за живот човечки. Секој се бори за живот. Но вие врат. Чекам од 8 часот. За преглед или за зрачење? Не за зрачење. Него многу бавно иде, гужва напред. Много е лошо. Много е лошо, дете. Не се води ред од болните люди. Много е тешко. Ама што да правиме? Што е таков ни е систем одека? Еве чекаме ред, ама не се поштува редот. 3,5 часа или 4, да не везаш. Не за инjekција, за терапија, тоа како се викат на македонски. И еве уште ништо, уште чека со програми, а таа е болна тука, ова мека коцка му се јаде, не може да стои, ама одмака стои. Кој сака влегуваат. Редици пред клиника, и стари и млади, преполни ходници со болни и нивни најблиски. Со часови чекаат за хемотерапија, други за зрачење, трети пак за резултати. На онкологија е вистински хаос. Снимamo се за е резултат од крв. Сакам на друго место исплатio, не знам куде е син ми. Отидеа куде отиде, не знам. Од каде сте ви? Од Куманово. Па тој кој го прави, тој знае, тој ќе одговара. Ние од мака мора да идеме од гостива, некој од Срубица, некој. Освен што се борат со болест, пациентите водат битка и со системот во кој речиси никој нема доверба. Чашата ја прели скандалот токму на оваа клиника, каде пациенти наместо со соодветна терапија биле лечени со физиолошки раствор. Надлежните единствено смируваат дека одговорност ќе има и уверуваат дека секој пациент ќе биде лекуван со вистинската терапија.